И за сите оние кои што не следите од самиот старт, веќе најавивме, зборуваме за еден навистина проект кој што најде на убави коментари кога го соопштивте на социјалните мрежи и предизвик да ве имаме нормално во нашето студио, затоа што со сите оние новитети кои што генерално од општините, нели, се спроведуваат, не многу често се занимаваме да ги промовираме со оглед на тоа дека нели секоја општина засебно тоа го прави и некако да не се почувствува дека тоа е некаква кампања, нели? Но овде не се работи за кампања, овде се работи за нешто што е навистина иновативно, нешто што е ново и нешто што верувам дека ќе го превземат и останатите општини затоа што е навистина и потребно што се однесува до дечињата и семејствата. Така што прво ви благодарам што дојдовте време што дојдовте во утринска и ова време што го имаме малку да позборуваме за оваа соработка, овој меморандум за соработка и овој проект кој што го најавува општината Кисела Вода, господинот Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела Вода и Фики Гаспар се разбира задолжен исто така и дел од овој проект за кој што ќе зборуваме денеска. Прво ме интересира нели, односно да објасниме на гледачите за каков проект се работи и како се случи ова заедничка соработка нели помеѓу Гаспар и Кисела Вода. Па ајде да почнам јас. Генерално добро утро и благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Генерално нашата општина изминативе 2,5 години, знаете и самите дека спроведува низа мерки и активности кои што се генерално насочени према социјалните категории во Кисела Вода. Тоа произлегува од барањата на граѓаните, и програмата генерално ја темелиме на тие работи, и проектите кои што произлегуваат, но и процесите за соработка произлегуваат преку барањата на граѓаните. Гледаме што е она што е најпотребно, најмногу што ги засега, она што не можат да си го дозволат граѓаните и од тој аспект гледаме да најдеме решение. Со Гаспар се случи спонтано нашата соработка, те има практично трибина во општина Кисела Вода која што доста успешно помина пред неколку месеци. На почетокот од летото. Ете така, на почетокот на летото беше таа трибина, најде на голем интерес. Од таму произлезе и целава идеја и иницијатива и јас сакам јавно да се заблагодарам на нив како асоциација што пете пружаат рака да заеднички заедно со општината сработиме еден ваков благодетен проект кој што верувам ќе биде на генерално задоволство пред се на дечињата на територија на општина Кисела Вода кои што имаат потреба од ваков вид на третмани, а подоцна и на родителите, особено на оние родители кои што не можат да си дозволат вакви третмани за децата да ги платат. Изминатиот период од само неколку дена откако го најавивме тоа на социјалните мрежи, навистина има сериозен интерес. Голем број на родители се јавија, не контактираа, но тоа е една цела процедура која што со Господ напред од септември месец ќе ја спроведуваме заедно со Сдруженијето. Сега би му оставил простор на партнерот наш. Фики, она што е предизвик за Гаспар, вие имате навистина многу работа нели во вашите центри и предизвик е за еден ваков проект каде што нели ќе има уште повеќе дечиња, уште повеќе семејства, уште повеќе заинтересираност за да може да се обслужи се. Сега се е со ограничени ресурси нормално, но предизвикот е тука за да се впуштите во ваква една иницијатива. Така, целта беше ствари да ги направиме подостапни нашите услуги во самата општина, со тоа што во соработка нели со општината утврдивме дека моментално преку Министерство за труд и социјала нема овластен и лиценциран давател на услуги за индивидуален третман во дневен центар, кој што ние сега од кога нели ќе почнеме со соработката ќе го лиценцираме просторот, иако нели самата асоциација е веќе лиценцирана, ќе ја продолжиме таа лиценција во тој простор, за да можеме да ги понудиме тие третмани кои што се најпотребни за децата, тоа се логопедските и дефектолошките првично, а потоа да дадеме и психолошко советување на самите родители. Кога во последен период од кога го објавивме ова, стварно се јавија многу луѓе и кај нас. Значи тоа ние го знаевме и пред да го објавиме и затоа ја направивме целиот проект за да може нели да ги постигнеме тие работи кои што фалат овде, но нели во сите тие прашања како ќе функционира, што треба, како треба, пошто нели сепак ние сега кога ќе ги вметнеме терапевтите, нели тоа е процес, мора полека нели да ги наполниме со дечиња часовите да ги покриеме. Како ќе функционираме е на начин на кој што општината ќе направи една селекција, а сите тие што имаат потреба нема да бидат изоставени, туку ние ќе ги насочуваме и ќе даваме едукација за како да поминат низ системот на
социјална заштита преку Министерството и преку Центарот за социјална работа. И тоа беше за нас многу важно, за да можеме не само на тие кои што ние ги имаме како договор со општината, кои што тие ги селектираат, туку заедно да понудиме на сите кои што имаат таа потреба. И секако се надевам, кога ќе ги исполниме капацитетите, ќе можеме тоа малку и да го прошириме и во друг објект кој што ќе ги покрие сите потреби, а секако позитивен пример се надевам дека ќе бидеме за сите, за да може и во другите општини и на на друга територија на државата да се направи овој проект кој што еве сега ние ќе имаме можност да покажеме колку ќе биде ефикасен. Веројатно ќе се развива, со тек на време ќе гледате каде е повеќе потребно, помалку. Првичната идеја е доволна за да се стартува од некаде. Но она што пред се е многу битно, ќе се развие свеста кај родителите. Затоа што сведоци сме дека се повеќе деца имаат потреба од логопед, а тоа не го согледуваат блиските, односно родителите, семејствата, и многу доцна се обраќаат за помош. Веројатно идејата е и да се влезе малку повеќе во самите училишта, да се детектира проблемот од најрана возраст, а да потоа се продолжи ако е потребно во центрите. Па кога сме кај детекција, најпрво ние имаме стручни лица кои што работат во училиштата и во градинките, и фактот е дека во денешно време се поизразите овој проблем, особено кај младава генерација. Предпоставувам, знаете од кои причини. Она што ние, како што спомена Гаспар, ќе го правиме, ќе биде преку нашите стручни служби и лица детекција рана на овој проблем, а подоцна следува превенција. Точно е тоа дека многу доцна некогаш се реагира, многу е потребно и подобро да се реагира на време, и затоа нашите стручни служби ќе прават рана детекција и во градинките, во предшколска возраст, но ќе прават и во училиштата, во првите оделенија, прво оделение, второ оделение и така натаму, така да ќе може многу побрзо навремено да се реагира и поголем ефект да има од сето тоа. Да, јас се насочив на логопедски третмани, услуги, како се нарекува професионално, најголем проблем, но дефинитивно ќе се опфатат и други социјални проблеми и така натаму. Така, ќе се опфати целиот развој, како развој, ќе се опфати и психолошката поддршка, и тоа што не го спомнавме е дека ќе се направат и едукации кои што ќе бидат наменети за стручните лица, кои што првично ќе бидат од дел од нашиот тим и наши соработници, со цел да го опфатиме цел тој спектар на потребни услуги ние кои што ги даваме, а секако и сродни услуги како што се и психијатријата и одредени други медицински гранки, кои што ние веќе го разработуваме тој план со општината за како, пошто на месечно ниво ќе се даваат одредени затворени обуки кои што се наменети за кадарот, кои што сметам дека ќе бидат многу позитивни, затоа што ние сепак ќе дојдеме како надворешни соработници, а многу ни се битни тие луѓе кои што се во училиштата и во градинките, затоа што они уствари го имаат контактот со родителите и они имаат довербата. Кога веќе збориме за оваа првична селекција, нели? Преку нив можеме да направиме многу и од психоедукација, и од подигање на свеста, и од насочување на тие родители кои што можеби не можат моментално да детектираат дека детето доцни во развојот или има некоја одредена проблематика која што се појавува. Така да целокупно од овој аспект како што го гледаме, затоа што веќе ние сме го работеле во нашиот приватен сектор, очекуваме да има доста позитивни резултати. Интересот е голем и затоа и сакавме да ви имаме во Утринска, но се разбира ограничени се ресурсите. Како ќе се прави таа селекција, за колкава бројка се работи, не можат сите да добијат бесплатна услуга, за колкава бројка бесплатна услуга, дали има некакви одредени попусти за одредени граѓани? Па немаме баш на почетокот ограничено бројка, значи акцент ќе биде ставено на самиот почеток на социјално ранливи семејства и еднородителски семејства. Со Господ напред другата година во буџетот како општина ќе си предвидиме и средства. Тоа го разговаравме со нашиот тим, планираме и да предвидиме средства за да можеме да повозможиме за сите да биде бесплатно на територија, ние да го субвенционираме тоа како општина, а на почетокот за оние надвор од категоријата на социјално ранливи семејства, еднородителски семејства, на бројката која што практично ќе можеме да ја обслужиме, останатите ќе имаат верувам попуст од здруженијето, така да
мислам дека на тој начин ќе го окончаме за оваа година како пилот проект целиот процес, да не па и биде да се опипа, оптеретување. нели, сама каква е ситуацијата, колкава е потреба. Према состојбата и потребите за наредната година ќе предвидиме ние средства како општина во буџетот. Практично тоа го правиме и за многу други мерки, знаете, како итно копче и останатите кои што ги спроведуваме на територија на општина Кисела Вода. Важно е да она што со години ги мачи граѓаните не можат да реагираат. Имаме ние семејства за жал кои што во денешно време не може да се пружат, а секој сака најдоброто за своето дете да го даде, така да од тој аспект мислам дека една совршено добра мисија остваруваме заедно со Сдруженијето Гаспари. Према таа проценка што ќе направиме и потребите годинава, ќе искреираме и буџет за наредната година. Да, јасно. Само да појасниме, значи Гаспар доаѓа во Кисела Вода. До сега не бевте во оваа општина, со сама во оваа соработка имате просторија, односно ќе започне да работи Гаспар во Кисела Вода за да биде поблиску и на граѓаните кои што ќе имаат потреба. Од кога почнува целава кампања, веројатно со стартот на школската година, бидејќи се работи за немладите, и кога почнува да работи, како е планот со центарот, па и сите оние кои што сакаат да се обратат тука да им биде поблиску за оние кои што се во оваа општина. Јас само би сакал да додадам да бидеме појасни, комерцијалниот дел ќе биде достапен, но ќе биде достапен за тие кои што не влегуваат во тие лица со посебни потреби. Сите кои што влегуваат во тој сектор да знаат дека ќе иако ние како општина имаме предвидени одредени часови, другите ќе можат, како што кажав, да поминат низ Центарот за социјална работа. Значи ќе бидат услугите достапни и нема да бидат на терет на родителите, затоа што веќе знаеме дека имаат терет на доста места кај што треба да покриваат, така да целта е тука со достапноста на услугите да може да поминат низ Центар за социјална работа, да ги добиваат услугите, а да бидат бесплатно, така да ќе покриеме голем број на семејства. Инаку предвидено е, уште сега се работи на самиот објект, да се направи да биде најсоодветен со сите работи, за да може услугата да се дава на највисоко ниво и идејата е да започне од 1 септември оваа година. Прилично брзо, значи летово турбо. Да, летово ќе го спремаме, ќе се направат сите реквизити, се ќе се донесе тоа што е потребно за работа. Планот и програмата е тука, веќе стручните лица кои што се наменети да бидат дел од тој објект, од тој центар, веќе се спремни и ќе почнуваат од 1 септември, така да останува уште само да се направи таа почетна селекција и секако сите кои што имаат интерес можат да не побараат нас, можат информации да добијат и во општината за тоа како ќе се движат некои работи и јас и би побарал сите што се заинтересирани да не исконтактираат за да можеме веќе ние да имаме јасна представа за точно за каква бројка се работи, за да имаме план и програма за што и како треба. Така. Имаме уште малку време, Орце, ја би сакал да прашам што се однесува до новите проекти, фала му на Бога успешни, спомнавме дел и во разговорот, немаме сега толку време сите да ги наброиме, но предизвик е, ама и ризик за општината како таква. Кој ја прави таа селекција? Како се договарате? Кои се потребите, битните проекти кои што треба да што побрзо да се реализираат за граѓаните, нели? Па, видете, ја не гледам дека секако постои како во секоја работа во се ризик, но ако направите добра проценка, добар план и стратегија, мислам дека нема ризик. Кога се работи со луѓе, секогаш постои ризик. Доволно е да има многу поголема бројка, да не може сите да се услужат и во генерално сега ова. Имале со некои други да има овде мене неме... Сме предвиделе, например, за 100, излегле 150 барања и така натаму, но мислам дека генерално на крајот со добар тим се завршува успешно приказната. Верувам дека и овој ќе биде еден од многуто успешни проекти кои што ги спроведуваме од ваков тип. Генерално од барањата, како што споменав и во првиот дел од моето излагање, барањата наши произлегуваат односно проектите кои што ги реализираме произлегуваат од барањата на граѓаните и најголем дел се проекти кои што јас ги имам и ветено во програмата пред некаде околу 3 години кога настапив за локалните избори, така што не е ништо измислено, не е ништо ново, секогаш се насочуваме со тимот кога работиме да спроведеме мерка или пак да спроведеме некоја акција како општината од потребите на населението наше, затоа што на крајот на денот од таму јас го црпам легитимитетот и тие ми ја дале потребата. За нив сте тука, и јас е добро да се свати. Така што
генерално мислам дека ќе биде успешен проект. Има ризици секако, но ќе се справуваме и со какви ризици. Да, јас ќе се генерално соочиме. зборував нели за проектите кои што некако нели наидуваат на убав коментар, овде не се фалиме, него овде само зборувам од она што го гледаме на социјалните мрежи, кој што некако се мерило некаква анкета, а за овој проект нели споменавме од кога го објавивте, дефинитивно има голем интерес, што е добро што е така. Ке рековме прво ќе ги едуцира граѓаните, младите семејства посебно, за да нели им излезат во пресрет на најмладите, на дечињата. Ви благодарам многу, можеме долго да разговараме, но ајде да почнете со проектот, па ви посакуваме успес и тука сме како Телма нели да следиме се оно што треба да им се соопшти како новитет на граѓаните. Благодарим. Благодараме на вас. И да ве следат и другите општини, навистина е одличен овој конкретно проект, да.